По цели 3 месеци откако ја доби надлежноста, Скопскиот кривичен суд во целост го одобри обвинението за пожарот во Кочанската дискотека. 34 лица седнуваат на обвинителна клупа. Прво обвинет е сопственикот на дискотеката, а со обвинението се опфатени и неговите 3 фирми. Ќе одговараат за предизвикување на тешки дела против општата опасност. Помеѓу обвинетите се двајца поранешни министри за економија, Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, четворица директори на дирекцијата за заштита и спасување кои биле на функција во последните 13 години, меѓу кои Шабан Салију, кој во моментов е министер без ресор. Според обвинението, сите тие со свесно непостапување според прописите придонале за Кочанската трагедија. Објектот не ги исполнувал техничките услови за вршење угостителска дејност, немал одобрение за реконструкција, немал основен проект за реконструкција и елаборати како и посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Не бил изработен и план за проценка за заштита и спасување, а во моментот на пожарот во дискотеката имало двојно повеќе лица од дозволеното. Ваквото обвинение кривичен го одобри денеска на последниот ден од законски предвидениот рок. Оттаму појаснуваат дека изминатите 3 месеци се соочиле со низа проблеми. Прво со доставување на обвинението до сите странки, со оглед дека се работи за 37 лица и 33 адвокати. Во меѓувреме од Советот за оценка на обвинението морале да бидат изземени 2 судики. Судиката Билјана Коцевска побарала изземање бидејќи незината ќерка е бранител на дел од осомничените, а судиката Бранка Наумовска поради роднинска врска со една од жртвите. Поради конфликт на интереси од постапување во кривичниот совет бил изземен и судијата Ивица Стефановски. И покрај овие предизвици од судот велат дека постапиле најефикасно што можеле, имајќи го предвид јавниот интерес и чувствителноста на над 250 оштетени лица и семејствата на загинатите во пожарот. Според АКМИ системот, предметот ќе го суди судиката Дијана Груевска-Илиевска, а датумот за одржување на првото рочиште ќе биде одреден во следните денови. Од кривичен информираат дека Груевска-Илиевска е судика со 19 годишен стаж, а изминатите години ги судеше предметите подкуп против екс-премиерот Заев, случајот Ласкарци, а беше дел и од судечкиот совет за организаторите на 27 април. Во пожарот во Кочанската дискотека на 16 март загинаа 62 лица, а над 200 беа повредени. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.